Добро вечер, почитувани гледачи. Во ова врнежливо октомвриско попладне ви нудиме дружење, ново дружење во емисијата Под лупа и ве водиме во студентскиот дом Никола Карев. Таму ќе видиме каква е состојбата со помош на директорот, господинот Маријан Ристевски. Добро вечер и добре дојдовте во емисијата Под лупа и во телевизијата Вама. Добро вечер, добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Господин Ристевски, втор мандат како директор на студентскиот дом Никола Карев. Уште 4 години се пред вас да се покажувате и докажувате што се можете и умеете и да ги дореализирате сите оние проекти кои што остана нереализирани во првиот мандат. Што е она што ви беше провокација еве повтор пат да се нафатите на ова работа и да менаџирате со овој студентски дом? Така, од 2009 година, од октомври месец бев избран за директор на Државниот студентски дом Никола Карев во првиот мандат од 5 години. Наследив една ситуација многу лоша во студентскиот дом и беше стварно предизвик во тој период да се седни на едно такво столче. Кога знаете дека домот се соочуваше со огромни финансиски проблеми, со извршни решенија, со мал број на студенти, нарушени меѓучовечки односи внатре, и се тоа на опкружување што значи функционирање на еден студентски дом. И една ситуација да згасне домот. Да згасне, значи, така. Така беше прашање на време дали институцијата ќе продолжи да функционира за намената за која беше формирана и токму тој предизвик беше најголем за да пробам да одговорам на предизвикот за да се излезе од таквата ситуација во која што се наоѓаше домот. Благодарение на залагањето на целиот тим кој го формирав, на моите менаџерски способности, во првиот мандат успеав не се она што го ветивне во програмата за работа за тие 5 години да го реализираме. Тоа беше финансиска стабилизација на домот, одржување во една добра позиција, задржување на сите вработени во домот и нормално создавање на подобри услови за студентите кои што ги користеа услугите. И тоа беше вака предизвикот за првиот мандат. Меѓутоа, кога ќе го помините првиот мандат, нормално апетитите, желбите за да напредувате, да створате нешто повеќе од она што претходно сте го зацртале, беше токму предизвик за мојот втор мандат. Од 17 септември оваа година го добив, како што кажавте, вториот мандат, 4 годишен овој пат. Првиот мандат беше 5 години согласно Законот за студентски стандард, имав неизмена во 2013 година, така да мандатот сега на директорот трае 4 години и желбата да институцијата се развива во нагорна линија и досегашните постигнати резултати на оваа полеми беше предизвик повторно да се кандидирам за директор на оваа образовна институција. Вториот мандат го започнувате со чиста сметка. Веќе немате долгови, значи немате некои доверители на кои што должите, барем оние поголеми суми. Тековните работи нормално ќе се одвиваат онака како што се одвиваат. Имате 27 вработени. Дали тие ги задоволуваат сите оние потреби кои што ги има домот како една институција која што работи со една многу суптилна работа и една дејност, затоа што станува збор за згрижување на студенти. Значи имаме од различна возраст, припаѓаат на двата факултети кои што еве овде екзистираат во нашиот град и различни социјални категории исто така може да се сретнат меѓу студентите. Така, студентскиот живот е една жива материја. Како што кажавте, ние имаме и владени стипендисти покрај нашите студенти, да имаме некакво мултиетничко дружење во нашиот дом, значи имаме повеќе религии, социјални категории, образовани луѓе, студенти, млади кои што сите заедно требате да ги ставите во еден куќен ред и сите да го почитуваат. Во однос на бројот на вработени, Министерството има изготвено нормативи за кадар. Согласно нормативите за кадар, сме во границите на нормалата. Каде би можело да се појачате малку? Така, со оглед на законските прописи кои што се повеќе и повеќе се наметнуваат во работењето на сите институции, неминовно бара потреба од зголемување на бројот на административни работници. Во моментот имаме само 4 административни работници кои што не се доволно да ги убавуваат сите овие работи во однос на проблематиката со која работи. Знаете вие дека
само новиот закон за јавни набавки, континуирано на секои 3-4 месеци имаме нови измени, пратењето на тие измени бара многу труд, бара многу енергија и почитувањето на истиот бара дополнително ангажирање, дополнителен кадар. Во други установи имаме цели оделенија за спроведување на тие јавни набавки. Ние сме тие кои што сме, ние сите заеднички тие работи ги вршиме покрај овие секојдневни, дали ќе се сметководствени, правни, благајнични, административни, мораме и овие другите законски прописи кои што ги наметнуваат законите да ги реализираме, не знам, заштитата при работа, работните, законот за работните односи, сето тоа е дополнително, меѓутоа се вложуваме самите себе си, ево, постигнуваме. Сето тоа ќе биде залудно доколку немате студенти кои што ќе се сместуваат и ќе бидат згрижени кај вас. И секоја студиска година нова борба за што поголем број на студенти. Еве годинава веќе околу 95% од капацитетите се исполнети, што е навистина еден добар процент. Вие покрај што нудите сместување, нудите и исхрана. Имате студенти кои што тука добиваат и 3 оброци, има и оние кои што добиваат само доручек и ручек. Значи, имате еден комплициран систем на работа, не е само сместувањето, реков тука е и исхраната, како сето тоа се компонира, значи се ускладува. Студентскиот дом е установа во која што треба да се обезбедат условите за сместување, исхрана, културно-забавен живот, спорт и рекреација на самите корисници на домот. Така би требало да изгледа еден добар студентски дом. Имаме и од поинаков тип, значи кои што не ги нудат сите услови. Така, нашиот дом го сметам дека е во тие подобрите и можам слободно да кажам дека е пример за останатите студентски домови во Република Македонија. Со оглед на местоположбата, условите кои што го нуди, комодитетот што го има во собите, инвентарот кој што е или опремата која што ја користат студентите, така да е еден цел сплет на околности. Морате да вложувате во домот ако сакате да имате студенти. Тука имаме и субјективни и објективни причини. Прво, врзани сме за студенти кои што ќе треба да дојдат во градот и да студираат. Право на сместување во студентскиот дом имаат студенти кои што се школуваат надвор од местото на живење. Значи, охриѓени не може да ги користат услугите на домот. Така да мора во нашите образовни институции кои што гравитираат во Охрид да имаме прво студенти, па тие студенти да успееме да не одат во приватен смештај, да ги носиме во нашиот дом. Токму и тоа се стремиме да вложуваме во домот, да ги подобруваме условите за да можеме да ги привлечеме студентите да дојдат кај нас, а да не се одлеваат во приватниот смештај. И впрочем, заедничкото дружење, живеење, по еден покрив на повеќе студенти за мене е вака поинтересно, кој пробал видел што значи студентски живот. Така да. Так. Од кои се градови на Македонија имате студенти кои што се кај вас токму сместени? Во последниве неколку години гравитираме Струга, Македонски Брод, Кичево, Прилеп, Ресен, Битола. Значи тоа е југозападен дел, повеќе ги имаме. За жал, изостанати се студентите или ги имаме во помал број од источната Македонија, да речеме Струмица, Гевгелија, Виница, во минатото, во почетокот на формирањето на домот, кога ги имаше на факултетот за туризам, насоките, царина и шпедиција во почетокот. Кога беа златните години, за домот се бараше место повеќе. Да. Така да и конкуренцијата беше тогаш многу голема за смештување во домот. За жал, тој број на студенти кои што идеат во Охрид да студираат од година во година се намалува, меѓутоа успеваме и тие што се дојдени да ги донесеме кај нас. Јас само за илустрација ќе ви кажам, 2009 кога дојдов за директор во домот, наследив 90 студенти. По завршените конкурси оваа година во Државниот студентски дом се сместени 219 студенти. Или како што кажате, 95% од капацитетот е веќе исполнет. А уште 30-тина треба да пристигнат, тоа се оние студенти кои што доаѓаат од... Така, тие се примени студенти во домот, меѓутоа тие се владени стипендисти, странски владени стипендисти кои што идеат од далечните земји, од Африка, од Азија, има од Камерун, од Танзанија, од Гана, заради досредување на визите за престој и авионските билети се уште не се пристигнати, меѓутоа во текот на крајот на октомври или почетокот на ноември ги очекуваме да пристигнат.
Како тие студенти се адаптираат овде, бидејќи средините од каде што доаѓаат и каде што живееле во многу нешта се разликуваат од нашата средина, како се вклопуваат со нашите студенти, значи дали комуницираат или се сепарираат, како функционира сето тоа? Добро, вака, Охрид прво како место му е добро за живење. Имаме прекрасен град и од една страна тие се некако амбасадори, се она што ќе го видат, претпоставам го пренесуваат по нивните роднини фамилии во земјите од каде што доаѓаат, кажуваат убавините на Охрид и се задоволни од општо од нашиот град, од културата, од начинот на живење, од гостопримливоста на нашиот македонски народ, се вклопуваат. Не сме имале некакви проблеми, а веќе тие од 2010 година во континуитет 5 години континуирано доаѓаат, тука студираат, комуницираат на англиски јазик, впрочем и факултетот за Универзитетот за туризам и Универзитетот Свети Апостол Павле, целата настава му е на англиски јазик. Меѓутоа, знаете, младите луѓе сите се склони се кон јазиците, го познаваат јазикот, така да се дружат, комуницираат, пренесуваат некој култура на живење нивна, ја прифаќаат нашата, така да немаме некој недоразбирање меѓусебно, значи, со нашите студенти. А што е со исхраната, дали ја прифаќаат нашата храна или има некои нивни побарувања? Па во почетокот имав мал проблем, кога беа мала бројка, некаде 2010 беа околу 20 на студенти, тогаш имав неадаптирање на мини чајна кујна, целосно премена со тие фрижидери и шпоречина, да можат, дури се привикна на нашата храна, да можат нешто да си приготвуваат, повеќе зачинета храна, јадат повеќе ориз и то, таква некоја храна. Меѓутоа сега бројот нивни се зголеми, негде ги имаме 40, 50 до 70, ево сега 80, 90 годинава, така да невозможно е да му се обезбеди целосно просторија да може сами да готвуваат, меѓутоа се привикнуваат на храната. Што е она што го сакаат најмногу? Сигурно имате некакви сондажи од онаја листа на исхрана, на пример. Так, оризот му е број 1 јадење. Ние впрочем во домот функционираме или секоја година на почетокот се формира совет на станари. Преку тој совет на станари, управата на домот комуницира со студентите во однос на нивните потреби, начинот на исхрана, менијата, често да речеме на неделно или на 2 недели правиме одредени промени во менито. Знаете, му се здосади од некоја храна, па правиме ново мени. Согласно можностите кои ги имаме, значи не можеме да бараме некаков луксус во тој дел, меѓутоа сме флексибилни и она што ако веќе правите трошок, треба да му давите тоа што го јадат децата. Така да запазуваме и она калорична вредност да исполнува. Ние имаме менито редовно го пуштаме во Центарот за јавно здравје, каде што се утврдува калоричната вредност која што треба да ја содржи еден оброк и во границите на она што значи стандард за исхрана. Сега колку се тоа чини? Значи, едно сместување со 3 оброци или еве со 2 оброци, имате таква опција, колку сето тоа чини и како сето тоа се категоризира, затоа што немате фиксна цена, туку сето тоа зависи од социјалната состојба на студентот и од успехот на студентите, значи како е сето тоа рангирано? Министерството има неколку тарифи на партиципација. Значи, првата партиципација е делот кај што половина некаде плаќа самиот студент, половина плаќа Министерството. Или 3895 плаќа студентот, 3410 плаќа Министерството. Имаме друга категорија кај што се ова социјална категорија. Тие се студенти деца на без родители, студенти деца корисници на социјална парична помош или постојана парична помош, студенти деца со хендикеп, со посебни потреби, значи невработени деца, за нив Министерството целосно ја покрива сумата или плаќа 6820 денари. И имаме третата категорија на студенти, тоа се овие владините стипендисти странци кои што користат и доручек и ручек и вечера и за нив цената е 8620 денари. Треба мала корекција на цената со оглед на тоа што веќе 10 на 15 години таа цена не е променета. Знаете, трошоците континуирано растат. Дали ќе исхрана, дали ќе електрична енергија, дали ќе нафтата и другите трошоци, значи за одржување, меѓутоа за сега е
цена која што е дефинирало Министерството. Ние изготвуваме предлог цена која што да оставуваме до Министерството. Министерството треба да ја утврди или да утврди некоја друга цена. Значи секој студентски дом си доставува во текот на студиската година предлог цена за сместување. Колку таа ќе се прифати или нема да се прифати, одлучува Министерството. Но тука имате и еден ризик, значи ќе се соочите со намалување на број на студенти доколку ја покачите цената. Така, значи да од сето најбитни се се значи дали квантитет ќе имаме или така, квалитет, меѓутоа значи, да издржуваме ние со тие цени кои што сега моментално се воспоставени од нашето министерство, успеваме на некој начин да, како што кажав, да дајме на студентите квалитетна исхрана согласно стандардите, со доволна калорична вредност. Ако остане некоја разлика, да речеме, на загуба во однос на тековното работење, ние во месеците јули и август дополнителна дејност во која што успеваме сето тоа да го компензира. Значи, фактички, домот функционира 7 дена во неделата, нема слободни денови, значи нема ден кога домот не работи, или како сте организирани? Ако фатите вака анализа да направите, 365 дена функционираме. Домот, значи 10 месеци имаме обврска со студентите, значи тоа е од 1 септември до 30 јуни, а од 1 јули до 1 септември студентскиот дом работи комерцијално со гости во тие 2 месеци. Во тие 2 месеци и вложуваме во него и го средуваме, истовремено и работиме со гости. Така да тој период е максимално ангажирање на целиот персонал, значи тога се забораваат работни места, секој се вклучува во онаму каде што може да помогне, знаете, сето тоа треба, 10 месеци студенти седат во собите. По законот за студентски стандард немаме обврска да чистиме во собите. Меѓутоа мојата индиција беше за да го држиме објектот во добра состојба, затоа што сакам да ги искористиме тие месеци јули и август. Побарав од нашите хигиеничарки да влегуваат во собите и да, она што значи подигање на смет, ѓубре, зачистување, да влегуваат еднождневно, значи тропаат, го подигаат сметот, се во функција да ги одржиме во добра кондиција собите. Иначе, знаете како, некои студенти повеќе се залагаат да си одржуваат, малку ми е чудно и несфатливо затоа што 10 месеци се тука. Че треба да си го направите едно пристојно катче во кој ќе живеете, во кој како да си дома, како да си дома, така да оддржавате, да го вардите инвентарот со кој што ви е доверен на користење, меѓутоа сигурно имате куќен ред во домот и дали тој се почитува или следуваат казни доколку не се почитува. Така, имаме изготвено значи куќен ред или правилник, секој кој што ќе го наруши тој куќен ред и правилник се изрекуваат воспитни мерки. Со новиот закон за студентски стандард донесен во 2013 година направија, мада и на мој инсистирање беше да останат паричните казни не само за материјалната штета, туку и за овие воспитните да се заменат со парични казни, затоа што искуството претходно ми покажа дека врадува со плат. Меѓутоа се одеше од друг аспект, од материјалната состојба на студентите, меѓутоа треба да се совесни. Значи, ако нешто му се дало, некој вложил, се дало да го користење, треба да го чува и негува. Моментално во законот, значи, постојат, како што кажав, само воспитни мерки. Тоа е писмена опомена пред отстранување и забрана за користење на услугите на домот во трајање од најмногу 1 година. Секако, доколку се направи материјална штета, си изготвен ценовник од страна на управата, по кој ценовник се она што е оштетено се наплаќа од самиот студент. Сте имали ли случаи кога сте отстраниле некои студенти поради непочитување на правилата? Така, значи одиме редоследно. Дали дошло до она највисока фаза? Ако еднос не го поминале, да, имаме во годините наназад, имаме не многу, меѓутоа од 3-4 студенти кои што го прекршиле куќниот ред и се стекнале со право да добијат казна забрана за користење на домот, ние искористиле и таа воспитна мерка. И сега, за да не добијам јас воспитна мерка од режија, морам да најавам реклами. Стоп Шоп акција.
Детски пелени Пуфис 659 денари. Кексичи 32 денари. Винчини тортини плюс 44 денари. Шампон Тео 49 денари. Лино кашички за бебе 59 денари. Стоп Шоп најблиску до вас. Посета на Смоларски водопади. 046 26 20 26. Престанете да сонувате, почнете да живеете. Мајо, татко ти уште работи во општински. Буџетар, шалтер бројче. Дозволи печати. Чипсос многу доброс. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Predsjedniče, ovako više ne može. Leti vruće, zimi i hladno. Hoćemo izolacione sankcije. Stižemo. A hoće ovo u buvanje. Doktore! Samo Bekament. Bekament termoizolacioni sistemi. Leti hlade, zimi greju, štede energiju. 10 godina garancije. Bekament, doktori za zidove. Господин Ристевски, продолжуваме ние со нашиот разговор за студентскиот дом Никола Карев. Јас сум била и имам, така да речам, прошетано низ собите во домот и ги имам видено условите и можам да кажам дека се навистина солидни. Имате 86 соби. Еве малку за гледачите да доближиме атмосферата, амбиентот натре. Со какви услови располагате, што се инвестира во интериорот на домот, бидејќи она што е надвор сите го гледаме, но внатре можеби немале многу граѓани можност да влезат. Така, сместувачкиот капацитет на Државниот студентски дом Никола Карев го сочинуваат 86 соби. Двокреветни, трокреветни, четворокреветни, со вкупно 231 легло. Собите, како што кажав, се доволно просторни во однос на стандардите за по квадратура за студент. По правилникот за норматив за квадратура по студент некаде до 5 квадрати по студент. Нашите соби двокреветните се со 17 квадрати без терасата, значи, и трокреветните се со 21 квадрат, така да имаме ни просторни услови. Во секоја соба имаме сопствено купатило, што го издвојува за разлика од останатите домови во Република Македонија. Кај вас не паѓа кровот над студентите? Не паѓа, ние во 2012 година целосно го заменивме кровот, значи таа една поголема инвестиција која што ја направивме, да не речам најголема, некаде во вредност од преку 4 милиони денари, целосно беше заменет. Имавме проблеми, токму ова што вие го кажавте, о прокиснување на кровот, така да целосно по сите стандарди е направен со даска, со терпапир, со нов лим, така да тој дел е еден од поголемите зафати е решен.
како што кажав, секоја соба си има сопствено купатило, интернет конекција, тераса и нормално инвентар потребен за обавување на секојдневните активности. Во 2012-2013 година во студентскиот дом во сите соби се набавија нови работни бироа, се набавија нови наткасни, се набавија нови масички. Инвентарот кој што беше затегнат во студентскиот дом беше од 1965 година или од моментот кога бил пуштен во функција, значи домот е поранешен депанданс на хотел Палас. Како дом беше преименуван во 98 година. Од 98 година со одлука на владата со акт на владата е трансформиран во студентски дом. Така да стариот и дотрајан мебел беше веќе нефункционален и беше неодложна потреба да тој истиот се замени. Со самата замена на тој инвентар, вие ги подобрувате условите. Значи, имате подобри услови, попријатна е собата во кој што живеете, не е онај стар, оштетен, уништен инвентар. Исто така во 2015 и дел во 2014 година успеавме да набавиме нови 130 кревети и душеци. Така да некаде 60% од креветите се заменати, како што кажав, заменати се надкасните, бироата, работните маси, така да студентите добиваат едно стварно пријатно катче за живеење и тоа во централното градско подрачје. Секогаш сум се прашувала, значи, навистина имате идеална локација од сите аспекти, се наоѓате во центарот на градот, негде на околу 200 метри од факултетот за туризам и гостителство, околу 100 метри има до Универзитетот Свети Апостол Павле, значи навистина блиску им е на студентите, се им е на дофат и тука и езерото и секогаш се прашував како токму оваа локација беше именувана и назначена да биде студентски дом. Дали немаше некакви апетити тука да прерасне во некој елитен хотел или во некој друг објект? Па добро, лично ако ме прашате, значи подобро и што не се задоволиле апетитите во секој случај, општиот интерес, така јавниот интерес. Гледајќи ги сите случувања околу нас, се наметнува ова прашање. Така, можеби по сплетна околности, како што кажав, по должничко-доверителски односи, владата го има превземено домот од некогашниот Палас и го трансформирала во студентски дом во 98 година. Потребата од дом во Охрид до тој момент значи немало. Имаме образовна институција, бил факултетот за туризам и гостителство и во оние златни времиња 94-95 па до 2000-2001 година, кога стварно во градот имаше многу студенти, имаше неминовна потреба од нивно сместување. Така да можам да ја поздравам идејата тогаш на кој што дошол на идеја да овој објект се намени во студентски дом. Не е потребна некоја голема инвестиција за тоа што тоа беше хотел со услови хотелски, сите потребни услови, да се преименува. Да се преименува и како што кажавте, значи имаме на прекрасна локација, централно градско подрачје, без дополнителни трошоци за студентите до факултет и назад, 100 до 200 метри и од универзитетот и од факултетот, така да е едно идеално место за студентски дом и се надевам, ако до 2009 година, кога беа оние најкритични моменти, кога му престоеше згаснување на домот, се надминаја, ја унапредивне, ја издигнавне институцијата. Како што кажав, сега можеме да слободно да кажеме дека сме пример за останатите студентски домови, далеку тоа дека е идеално. Има колку? Околу 7 во државава, да. Домови и далеку дека е идеално. Котирате највисоко во оглед на условите и Значи, не е само од наша страна кажано, значи кажано од сите институции со кои што сме во допирна точка, значи ова јас го кажувам од некои истражувања пред емисијава што ги правев, значи како податок е тоа, не е нешто само фалба. Така, да не испадне дека премногу се фалиме, меѓутоа стварно се според податоците наведуваат на тоа дека сте на врвот на по условите кои што ги нудите. И ќе продолжиме во тој контекст, значи да од година во година што повеќе ги подобруваме условите, меѓутоа треба да работиме и со студентите
За жал не е предвидена бидејќи тие се полнолетни, имаат преку 18 години, не е предвидено да имаат воспитачи за разлика од ученичките домови каде што има за кои да работиме, токму на оваа проблематика. Значи совесно и одговорно однесување, почитување на куќниот ред, имовината која му е доверена да ја одржава, да ја негуваат. За жал немаме бидејќи се рачуна за полнолетни, нема механизам како тоа да. Меѓутоа, овие кои што се прекршители, често знаеме да ги викниме, да ги посоветуваме, да ги предупредиме, некои вака, како што кажав, ќе искористиме поригорозните мерки, забрана за користење на се на некој начин да допринесеме да се одржи сето тоа во добра кондиција. Впрочем, и за тоа е наменет студентскиот дом, значи не е наменет за журки или за забави, тоа е наменет за сместување, за исхрана, за културно забавен живот, меѓутоа во границите на нормално. И секако за првенствено за учење. Рековте културен забавен живот, но и спортско-рекреативен живот треба да се организира во студентските домови. Како вие го организирате тој дел? Затоа што немате некој спортски објект или некоја сала во склоп на домот каде што може да се одвиваат вакви спортски активности. И знам дека го користевте додека беше во функција малиот полигон. Тука се рекреира студентите. Сега што со таа активност? Каде одат кога сакаат да вежбаат нешто, да истрчат или некој надпревар да одиграат? За жал е таа најслабата карика, значи овозможувањето на спортски живот на студентите. Она што најповеќе му фали за да го комплетираме, значи како еден целосен кампус или како едно место кое што ќе ги имаме сите пропратни содржини согласно дејноста која ја обавуваме. За жал ниту имаме простор, место во каде што би можело нешто повеќе да направиме во однос на правење на некакви спортски терени. Вие знаете дека излегува домот на 4 улици од сите страни. Имаме улици. Беше добро додека функционираше полигонот за мали спортови. Меѓутоа знаете дека општината заради должнички имаше заради неплатени долгови, му се врати му се даде уствари на градежното предпријатие Гранит и тоа располага со него, да. Така да и престанаа сите спортски активности. Ние знаеме дека полигонот за мали спортови беше расадникот каде што излегуваа добри спортисти. Значи секојдневно имаше луѓе кои се рекреираа, кои спортуваат тука, меѓутоа за жал замре тоа, не застануваме тука, изнаоѓаме начин како на студентите да барем минимално му помогнеме во овој дел да му обезбедиме некакви спортски активности. Во приземјето на домот имаме една просторија во која што имаме поставено маса за пинг-понг, имаме значи пинг-понг, имаме табли за шах и правиме напори во некои од охридските сали во одредени термини да му плаќаме на студентите да може да она што значи негативна енергија некаде да се истроши, така да на тој начин го решаваме, бидејќи немаме подруг начин како тоа да го средиме, значи ги користиме охридските сали за одредени термини, меѓутоа не е тоа што треба да биде, значи треба да има во склоп на домот некаква сала, да речеме домот во Битола има сала до самиот, имаат спортски терени во другите домови, меѓутоа ние тука кубуриме со таа активност. Еве тоа нека биде еден од проектите на кои што ќе ставите акцент во овој ваш втор мандат. Значи нешто да се направи на тој план. Ограничени сме во простор. Значи немаме простор каде да поставиме таков терен. Значи би требало да се направи, не знам, некаде ако е некој игралиште 40 на 20, негде кај 700-800 квадрати ќе треба за да се направи такво спортско игралиште, меѓутоа за жал ги немаме во окружувањето. Што е со дворната површина? Немате дворна површина? Имаме, меѓутоа тоа е парковска површина, е премногу малку. Значи имаме некаде околу 200-300 квадрати напред и имаме уште потолку 200-300 квадрати странично и позади. Дворната површина околу домот е секогаш уредена, тревата е искосена, има посадено трендафили, но има еден дел кој што боди очи на сите минувачи, кој што е затревен и неодржуван и сите мислат дека тоа е на домот Никола Карев, но не е. Не е така. Она што е средено е на студентскиот дом Никола Карев. Така, значи тоа е приватен имот,
Мислам дека собствениците се од Турција и таму живеат. Не можеме да влијаеме. Тука треба јавните предпријатија или не знам инспекторатот локален да поводи малку рачун да навремено се коси таа трева или да се даде некаква насока да се одржува. Убава одржува. слика, затоа што и во центарот на градот, а и многу дечиња тој простор го користат и за играње, тука поминуваат и многу туристи. И како што кажавте, малку впечатливо, имате површина која што се коси, се наводнува, е уредена и веднаш имате и така многу е контрастно да направи. Меѓутоа ние не можеме тука, немаме ингеренции да преземе она што е наша зелена површина, континуирано се одржува, се средува, се наводнува, така да она што е наше си го одржаваме, другото немаме ингеренции да постапуваме таму. Сега кога студентите се на одмор, студентскиот дом и тоа како активно работи и се занимавате со комерцијално издавање на просториите, на собите во домот, тоа е во летниот период, јули и август, и всушност тоа ви го збогатува вашиот буџет, од кој пак што правите некои реновирања, некои подновувања во самиот дом и реализација на некои ваши проекти. Како комерцијално работи домот еве во овие 2 месеци? Како што кажав, значи на почетокот од 1 септември до 30 јуни имаме врска со студентите. Домот е регистриран исто така за дополнителна дејност во овие 2 месеци во јули и во август. Впрочем и во текот на годината ова дополнителна дејност можеме да ја користиме доколку имаме слободен капацитет. Значи, гревота е ако имате објект, ако не е празен, да не го менаџирате и да не остварите екстра профит од тоа што ви го дале да го раководите. Така да во овие 2 месеци максимално работиме со комерцијалното работење. Имаме една, како што кажав, прекрасна локација. Имаме капацитет кој што во централно градско подрачје го нема никој, значи имаме, како што кажав, 230 легла и е првенствено наменет или наш таргет на гости се фолклорни групи, спортски екипи, студентски организации, значи не е она висока класа на гости. Меѓутоа, знаете дека во овој летен период во Охрид има доста културни настани, доста има фестивали, сето тоа нашите менаџерски способности ги употребуваме за да ги искористиме, да ги доведеме кај нас. Колку чини сместување во летниот период кај вас еве? Значи ноќевање и што е вклучено? Доручек или имате и 3 оброци? Значи, домот нуди целосно ги нуди сите хотелски услуги. Значи и ноќевање со појадок, и полупансион, и полпансион. Како државна установа имаме орган на управување, кој орган на управување секоја година пред почетокот на сезоната носи ценовник за услугите кои што ќе ги издава студентскиот дом. Со оглед на условите кои што ги имаме и можностите, треба да кореспондира нормално и цената, така да ево чисто за илустрација ќе ви кажам, значи 910 денари кај нас е полпансион, значи ноќевање, доручек, ручек и вечера, 760 денари е полупансион, 600 денари има ноќевање со доручек и 400 денари ни е само ноќевањето. И во овие 60 денари 2 месеци, некаде 80 до 90% е исполнетост или искористеност на капацитет. За тоа секако значи остваруваме контакти, ги задржуваме овие редовни клиенти, се трудиме да дадеме добра услуга, добар смештај за од година во година. Се слуша она што е добро, позитивно се пренесува на другите, така да имаме побарување и од туристички агенции, овие редовни комитенти кои што се, така да тоа е еден сегмент од нашето финансиско работење кое што ако во овие 10 месеци се продуцира некаква загуба или се појави некој недостаток на средства во овие 2 месеци, успеваме тоа да го искомпензираме. Или некоја непредвидена ситуација како што беше пожарот пред некоја година, кој што исто така... Така, за жал имавме 2012 година доста пожар. Доста средства ви одзеде. Па нашите записници покажа дека околу 5 милиони денари имавме штета.
за добро, значи домот беше осигуран, дел зедовне од осигурителната компанија, повраток на средства, дел ни поможи министерството и со наши средства успеавме во тој период да ја вратиме барем во нормала, она што беше нарушено тековно функционирање на домот, бидејќи се работеше за помошни простори на домот, меѓутоа во кој што беше сместена котларата, индустриските машини за перење, пеглење, сушење, постелнините, сето тоа беше уништено, така да немате и ресурс за работење, беше негде кај месец јуни, баш пред кога почнува сезоната, кога почнува. Така да сите овие средства, како што кажавте, ги прибираме, максимално се трудиме да работиме, да оствариме приход и тој приход што ќе оствариме да го вложиме во... Така, кои ви се други извори на средства? Имате уште неколку поситни, но сепак не се за занимарување. Така, тука е оставено, значи, на креативноста, на менаџерските способности, како можете од тоа што ви го дале на располагање да остварите или да направите приход. Во рамките на студентскиот дом функционира Народната кујна, тоа е проект преку Министерството за труд и социјална политика. 80 корисници користат Народната кујна. Значи, ние сме само даватели на услугата. Проектот си го тера Центарот за социјални работи. За услугата имаме одреден надоместок по оброк. Исто така во склоп на домот издадени се под кирија, користи канцелари Универзитетот за информатички науки и технологии и Бирото за развој на образование. Така да еден вака приход кој што ни е добре дојден за да можеме да и тековно функционираме и да можеме да ги подобруваме условите во домот. И морам да кажам, значи, дека за разлика од онаа ситуација која беше во 2009 година, значи, одговорно можам да кажам дека Државниот студентски дом не должи ниту еден денар по било кој основ на било кој комитет со кој што работи. Во моментот. Рековме дека тоа би било, значи, приоритет во првиот мандат, сега во вториот и некои други проекти кои што ќе ги реализирате. Имате пред вас 4 години. Вака како бројка изгледаат многу, но веднаш поминуваат, барем така велат сите оние кои што се на некоја функција и можеби не ќе стигнат се она што зацртали и замислиле да го направат, но ќе оставите на добра основа за вашите следбеници. Ви посакувам реализација на вашите планови и проекти, ви посакувам уште многу успеси и уште многу студенти. Значи, тоа е основата за да функционира овој студентски дом. И впрочем и да обстоиме. Ако немаме студенти, не можеме ни да обстоиме ние. Ви благодарам на убавите зборови, ние сме стално отворени за соработка, ќе го негуваме ова што го работиме, ќе го напредуваме. Сакам да изградиме институција која што ќе и за градот, така не значи само лично за мене како директор или за тимот кој што работи таму, ова е еден добар показател и афирмација и за самиот град дека имаме еден од подобрите, да не речам најдобрите студентски домови во Република Македонија. Немаме традиција ние со студентски домови, значи ова е сега некој почеток кај нас, значи во Охрид, ама ете, на добар пат сте и следете го понатаму. Благодарам. Благодарам уште еднаш за учеството.